Добра вечер, господине Јовески. Денеска во земјава е тим од бугарското обвинителство, составен од обвинители и од истражители. Нивната примарна функција, колку што сме информирани, е да ги подигнат ДНК примероците од роднините на починатите во сообраќајната незгода во која што загинаа 45 македонски, предсе македонски државјани. Моето прво прашање е дали им го обезбедивте материјалот на вашите бугарски колеги поради кои што дојде овде и дали бара и други материјали? Бугарските колеги во текот на денешниот ден пристигнаа во јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Ние од Институтот за судска медицина ги обезбедивме ДНК профилите од блиските на починатите лица и тие материјали во текот на утрешниот ден ќе им бидат предадени на представниците на обвинителството на Република Бугарија. Заедно со овие материјали нив ќе им бидат предадена и материјална документација до која овој момент обвинителството ја има обезбедено. Во контекст на забрзување на оваа постапка, за да може телата на починатите што побрзо да се пренесат во Република Северна Македонија, ние упативме замолница до надлежните власти на Република Бугарија да дозволат присуство на двајца наши представници од Институтот за судска медицина. Добро, претпоставам прифатена е замолницата или се уште чекате одговор? Мислам дека ќе биде прифатена замолницата, ние разговаравме околу тие прашања со бугарските колеги, но сепак треба да го чекаме нивниот званичен извештај во врска со постапувањето по оваа замолница. Дали имате информација од колегите од Бугарија колку време ќе трае утврдувањето на идентитетите, откако вие ќе ги обезбедите ДНК профилите? Претпоставам тоа е прашање најважно за семејствата, односно кога ќе можат најрано тие да очекуваат дека ќе можат да се ги подигнат телата на најблиските. Јас очекувам дека за неколку дена тој процес ќе заврши. Освен примероците, колегите од Бугарија ќе добијат и други материјали. Самите спомнавме дали може малку повеќе да ни прецизирате конкретно какви документи ќе им дадете на вашите колеги? Ние во овој момент ќе им дадеме податоци во однос на автобусите и тоа од Министерството за сообраќај и врски во делот на лиценците за автобусите, потоа од Министерството за внатрешни работи за регистрација на овие моторни возила. Ја и запленивме документацијата кај превозникот и таа документација ќе ја предадеме и имаме уште други писмени документи кои што во овој момент ќе им бидат предадени на представниците на обвинителството. А додека понатаму ние и сега преземаме действија, имаме уште многу работа по замолницата што упати Министерството на обвинителството на Република Бугарија. Вие рековте дека ќе даваме поддршка на истрагата што се води во Бугарија. Ако добро ве следам овие денови, за сега не се очекува отворање на постапка овде во земјава. Но сега би ве прашал, веќе излегува информации, например од Министерството за транспорт, дека автобусот не бил вметнат во лиценцата која што фирмата имала за транспорт на патници надвор од земјата. Министерството за внатрешни работи денеска соопшти колку бил стар автобусот, но се соопшти информации дека тој 100 пати ја поминал државната граница. Така што во тој контекст сакам да ве прашам што вие најдовте или што утврдивте како факти, еве повикувајќи се на она што вашиот колега во Софија го изјави барем од она што се утврдени факти. Дали до сега најдовте некаква неправилност, дали во однос на лиценцата, дали во однос на постапувањето на царината, но можеби и клучно начинот на кој што можеби е регистриран автобусот, дали сите процедури биле во ред или секаде имате забелешки? Ние овие податоци веднаш после незгодата почнавме да ги собираме и првенствено овие податоци ќе им ги дадеме на надлежните органи на Република Бугарија, зашто е првенствена задача да се расветлат околностите во делот на настанувањето на оваа сообраќајна трагедија. Но истовремено обвинителството ги анализира овие податоци и испитува на кој начин возилото
односно автобусот ја преминал државната граница, со колку патници, на кој граничен излез излегол, со какви документи е регистрирано неговото преминување. Точен е податокот дека ова возило повеќе пати ја напуштало територијата на земјата и се враќало. Ќе го испитаме и делот на регистрацијата на возилото и постапката за регистрација, потоа делот на компанијата која што го врши превозот, за начинот на организација и други докази. Но веднаш да потенцирам тука дека доколку обвинителството дојде до сознанија и докази дека е извршено кривично дело, соодветно ќе постапи, односно ќе постапи согласно законот и ќе поведе постапка против определени лица за кои ќе најде дека постојат сомненија за извршено кривично дело. Знам дека е рано, очигледно нема да соопштите повеќе детали, дури ако ве прашувам едно по едно, но сепак би ве прашал дали до сега дојдовте барем до некакви почетни индици или докази кои што, не знам, ево ставаат посериозна можност сепак и овде да се отвори некаква форма на постапка во однос на одговорноста на домашни институции, органи или приватни лица. Ние имаме почетни сознанија, но за да не се наштети на натамошниот тек на постапката, јавно во овој момент нема да ги соопштуваме. Сите тие докази што ги имаме обезбедено, треба да ги изанализираме, тие податоци да се укрстат, да се приберат целосни податоци од надрежните институции и дури потоа да се изгради оценка дали има сомненија и за кое евентуално кривично дело станува збор. Можете ли накратко да ни ги објасните действијата кои што се причинител, но и кои што придонеле да се случи сообраќајната незгода и да има толков голем број на жртви? Јас не можам да ги изложам тие причини, бидејќи ова обвинителство не ја води истрагата, таа е во надлежност на јавното обвинителство на Република Бугарија, со оглед дека сообраќајната трагедија е случена во Република Бугарија. Една дилема која што се појави вчера, која што денеска се личи дека е разјаснета, тоа е така наречениот 8-ми патник. Денеска стигна информација од Бугарија дека сепак е најдено и 45-то тело во автобусот, кое што недостасуваше. Недостасуваше во смисла дека од 52 патници колку што имало на листата, нели, имаше 44 пронајдени тела и 7 преживеани патници, односно недостасуваше едно лице. Дали добивте повеќе информации во овој дел, бидејќи еве да зборуваме отворено, дел од јавноста и тука и таму претпоставам дека изненадена затоа што дури после 4 дена се наоѓа тело во автобусот. Мислам, можам целосно да го потврдам тој факт дека е пронајдено во изгорениот автобус уште едно тело. Тоа го имам уверувањето од бугарските колеги. Автобусот беше поприлично оштетен од пожарот и автобусот заради овие експертизи и вештачења подигнат од местото на настанот и сместен на друго место каде што ќе се вршат овие анализи. При вршењето на овие анализи, започнувањето на вршењето на овие анализи, согледано е дека во одреден простор во делот на изгорениот автобус се наоѓа едно тело. Инаку автобусот од местото на подигнувањето до вршењето на овие анализи е обезбеден и не е пренесуван на други локации. Само на кратко би прашал и би ве замолил да ни дадете одговор доколку го имате, чисто во интерес и на јавноста, на кое место од автобусот е пронајдено ова тело, односно зошто не било видливо претходно? Местото не било видливо со оглед дека што во тој дел автобусот бил најмногу изгорен и во еден дел кој што не можел да се забележи во моментот на извлекувањето на телата. Сега
повторно кажем, кога веќе се пристапило кон испитување на внатрешноста, на целосно испитување на внатрешноста на автобусот, пронајдено уште едно тело. Добро, станува збор за возрастно лице? Станува збор, колку што имам информации, за помладо лице. Добро, ако може уште еднаш да инсистирам, дали е најдено на седиште, под седиште, мислам, се обидувам само да разберам како може да не било видливо првиот момент, иако сигурно било травматично и за луѓето кои што први влегнале. Не може да се каже дека е најдено на седиште или под седиште, со оглед дека седиштата и целата внатрешност на автобусот целосно беше изгорена. Јас бев на местото на настанот и сосема знам како изгледаше внатрешноста на автобусот. Тоа и од силината на огинот со кој бил зафатен автобусот, сите се делови на автобусот деформирани, освен задниот дел каде што се наоѓа моторниот простор не беше многу оштетен од пожарот. Добро, освен прибирање на материјални докази, сакав да ве прашам и дали разговаравте и вие како обвинителство со некои лица овде во земјава? Било тоа за потребите на колегите од Бугарија, било за потребите на можеби постапките кои што вие потенцијално ќе ги водите? Ние сослушуваме одредени лица и за нашите потреби, за потребите на јавното обвинителство на Република Бугарија, можеби ќе треба да сослушаме 20 на лица, но сега, бидејќи оваа постапка е доверлива, предистражна, не би се задржувал кои лица ние ќе ги сослушуваме и кои лица ќе бидат предмет на наш интерес и на интерес на јавното обвинителство на Република Бугарија. Но тој процес е почна. Бугарското обвинителство очигледно со вчерашната пресконференција дел од вината веќе, иако е предистражна постапка, практично ја впери кон патната инфраструктура во нивната земја. Така што би ве прашал дали меѓу луѓето кои што ќе ги повикувате се наоѓаат и личности кои што се на позиции во институциите надлежни во дел за регистрација на возила, за патниот сообраќај, за царината и така натаму. Бидејќи очигледно дека имаме пропусти на тој план, можеби не во начинот на издавање на документите, но очигледно во имплементација и на осигурување дека законите се спроведуваат на терен, очигледни се пропустите кај нас. Иако тие можеби не влијале директно на самата несреќа, да бидеме на чисто, но говорат за слабости во системот. Токму така, бугарскиот обвинител, исклучувајќи ги овие неколку можности за причините за сообраќајната незгода, се задржа на човечкиот фактор како причина, потоа техничката исправност на возилото и како трет елемент сообраќајната инфраструктура или поточно речено сигнализацијата на тој дел на патот. Ова што ме прашувате дали ние ќе повикуваме лица од институциите, да, ќе повикуваме лица за кои ние веруваме дека имаат определено сознание за конкретните настани што ќе ги истражуваме ние. Се разбира овде, не преюдицирам, дел работи се од управната постапка, но ние ќе се задржиме само на кривично-правните елементи кои се од интерес на обвинителството, односно за гонење на кривични дела, доколку утврдиме дека со одредено дејствие определено лице извршило кривично дело. Не можам да не ве прашам, еве најдиректно, дали нешто научивте можеби од бугарските колеги во овој краток временски период на интензивна соработка, во која смисла, барем ние како јавност, домашната јавност, за прв пат се сврте кон една пресконференција на странско обвинителство, во случајот на соседна Бугарија, на која што видовме неколку обвинители кои што успеа за 3-4 дена пред истрага да ги соопштат фактите што ги соопштија, да ги исклучат тезите кои што ги исклучија, но се со цел да ја убедат јавноста или да информираат докаде во еден толку важен случај. Ке направам паралела сега за жал со трагичниот настан во Тетово, пожарот, каде што да кажеме нашето обвинителство излегувавте можеби со неколку соопштенија, но не можеме да кажеме дека имаше настан од сличен вид
кој што би ја информирал јавноста поради големината и големата трагедија која што се случила? Бугарското обвинителство одржа пресконференција, но таа пресконференција, според моите сознанија, имаше за значење или за цел да ги анулира шпекулациите кои се појавува во медиумите и во бугарската јавност и во македонската средина. Ова што ме прашувате како во делот на болницата во Тетово, обвинителството се уште го нема добиено вештачењето од германските експерти, а додека нашето вештачење уште многу одпадамна добиено, дека таа истрага интензивно се води и кога ќе го добиеме вештачењето и другите експертизи кои што ние ги побаравме, ќе можеме да донесеме соодветна јавна обвинителска одлука. За крај би ве прашал само кои се следните чекори кои што ќе ги преземете со вашите колеги од Бугарија, односно како очекувате да се развиваат, односно да бидат готови главните вештачења таму, дали имате било каква информација во таа смисла, како очекувате да биде динамиката на целиот овој случај, пред се затоа што нели јавноста е заинтересирана да не само јавноста, пред се семејствата, мораме да кажеме. Јас мислам дека и не мислам туку, уверен сум дека бугарските обвинители професионално и брзо ја водат оваа истрага. Сигурно дека тие повторно нагласувам дека не може да ја затворат истрагата без да ги добијат тие експертизи. Веројатно ќе помине малку повеќе време додека се изготват тие експертизи. Во исто време, исто така, ќе треба да се распитаат повеќе лица, како што спомнав, дел кај нив се сослушуваат лица, дел кај нас се сослушуваат. Ќе треба многу документација да се обезбеди во конкретниот случај и јас очекувам дека и нашето обвинителство и бугарското обвинителство ќе ги искористи сите ресурси за побрзо донесување на одлука во таа истрага што ја води обвинителството. Ние сме подготвени да соработуваме за побрзо остварување на сите дејствија кои што ќе бидат потребни на бугарското обвинителство. Ви благодарам на времето, господине Јовески. Благодарам.